Утринско еспресо на Радио Лидер. Јас сум Љупчо Златев. Добре дојдовте во уште едно издание на единствената политичка емисија на утро во Македонија. Со оглед на тоа дека имаме политичари кои стануваат најчесто доцна, ние сме своевиден феномен. Твориме кога ги нема. Ово утро со мене Драган Милосављевиќ. Добро утро, Драган. Добро утро. Да прочитаме две информации ова утро. Првата е дека вчера, ова ексклузивно го дозна Радио Лидер, телефонски повик со честитка од Силјановска Давкова до новата заменик генерален секретар на НАТО Радмила Шекеринска. Договорена е средба за утре во 10 часот. Радмила Шекеринска, да подсетиме, добива функција која во поново време е највисока функција која ја добил еден жител на нашата земја, на Македонија. Претходно со високи меѓународни функции може да се пофалат само Срđan Керин и Лазар Мојсов, кои биле председатели на Генералното собрание на Обединетите нации. Шекеринска влегува во овој воен сојуз, нели, во НАТО, како заменик генерален секретар и личен избор на Марк Руте. Тоа е генералниот секретар, генералниот секретар на НАТО. Втората информација е дека вчера не стигнавме тоа да го прочитаме, но Хауард Лутник е поставен за секретар за трговија во Соединетите Американски држави од страна на председателот Доналд Трамп. Тој го номинираше финансиерот од Wall Street Хауард Лутник за еден секретар за трговија. Лутник беше дел од делегацијата која Македонија ја посети само пред неколку месеци во јуни годинава заедно со собственикот на Рамбл и неговиот бизнис партнер, македонецот Крис Павловски и поранешниот конгресмен Давид Нунес. Новоизбраниот председател го предложи овој човек кој доаѓа од бизнис секторот и сега ќе води трговијата на САД, нели, стратегијата за трговија на САД. Лутник е директор и собственик на инвестицијската компанија Кантор Фицджералд, која менаџира десетици милиарди долари во своето портфолио. На 11 септември 2001 година над 600 вработени од неговата компанија и неговиот брат Гери Лутник загинаа во терористичките напади во Њу Јорк, нели, во светскиот трговски центар. При посетата на Македонија заедно со Крис Павловски, тој имаше интензивни разговори со премиерот Христијан Мицкоски, македонската влада, на повеќе инвестицијски теми и проекти. По таа средба произлезе, Драган, ако се сеќаваш, и она идеја на Мицкоски во Македонија да се направи можност криптовалутите некако да влезат во финансискиот систем, и мислам дека ова утро имаме одличен гостин за оваа тема. Те молам да го представиш. Да, се работи за Бојан Цветановски. Добро утро, Бојан, член на АЦИ Македонија и експерт за финансиски пазари. Добро утро, Драган. Добро утро, Љупчо. Фала на поканата. Да, мислам дека ќе имаме одличен разговор. Еве сега да почнеме. Да. Нас не интересира и политика и економија, но повеќе гледаме на политичкиот дел. Дали ова што кадар како Лутник, кој вие веројатно го следите и пред да дојде на оваа функција, ќе дојде на ваква функција, а претходно имал некаква поврзаност со Македонија, може да значи дека Македонија може нешто позитивно за себе во делот на финансиските пазари да извлече од председателствувањето на Доналд Трамп со Соединетите Американски држави. Видете се од аспект на финансиските пазари. Прво, нели, да кажам како би била досегашната ориентација на Америка и на САД, па и што се очекува понатам. Значи, тоа мораме да го поврзаме со сегашната ситуација, економска ситуација во светот, поставеноста, глобализација, деглобализација и така натаму. Бидејќи сепак, нели, во основа, во позадина на да кажем, на тие ставови и очекувања што се од Трамп, лежат економски мотиви. Значи, прво мора да кажам дека, нели, она што е топ тема или централна тема е дека сега, нели, Трамп како фокус, да кажам, е Кина. Мора да почнеме од тоа.
а потоа може да се префрлиме од односите на САД со Европа, па потоа и што би значило тоа за нашата држава. Ќе се надоврзиме на Кина, се тоа стои, но еве, едно економско-политичко прашање. Може ли Македонија да профитира како држава од тоа што човек кој на одреден начин и предходно бил поврзан со Македонија, ова не знам што акцент беше, некој украински како го изговорив, доаѓа на ваква позиција. Може ли ние, еве, Трамп најавува трговска војна не само со Кина и со Европа. Вели дека на Европа ќе воведе огромни тарифи за Европа да ги извезува таму своите продукти. Но може ли, например, Македонија да биде острово на сред Европа кој ќе ги нема тие правила благодарение на нашата блискост со Лутник, па утре цела Европа да трча и да отвара компании од овде за да може без царина да извезува во Америка? Добро, тоа мислам дека е можно. Да, тоа мислам дека е можно. Меѓутоа сега за економската ситуација во Европа, тоа што зависи од Трампа, тоа да кажем битно и за нас. Значи она што е примерно, а што финансиските пазари го поздравија, да кажем на некој начин и што го покажа по победата на Трамп, е падот на цената на нафтата и падот на цената на златото. Значи што значи тоа? Тоа значи дека по победата на Трамп фактички глобално, односно глобалните играчи и инвеститори се согласија, односно му дадоа доверба на Трамп дека тој ќе ја прекине војната во Украина. Да објаснам по-конкретно, па ќе се надоврзам по тој на нашата економија. Значи златото, цената на златото расте во случај кога имаме зголемен безбедносен ризик во светот. Цената на златото до пред 2 години, значи до пред почетокот на војната во Украина се движеше околу $2000 за унца. И тука, да кажам, година и пол до 2 имаше горе-доле движења, меѓутоа се гравитираше околу нивото од $2000 за унца. По почетокот на војните дејствија, тоа ја проби границата дефинитивно од $2000 за унца и видовме дека потоа дојде нели и војната во Газа, мислам тој воен судир, дојде до цена од $2800 за унца. Тоа, да се надоврзам, беше поврзано и со очекувањата за намалување на каматните стапки. Значи тоа се два фактора кои што ја движат цената на златото. Кога имаме очекување за намалување на каматните стапки во светот, исто цената на златото е во пораст. Значи златото расте во две услови. Кога инвеститорите не се сигурни за иднината на светот, така, и кога инвеститорите чекаат ниски каматни стапки, така, па претходно ги префрлаат парите во злато за потоа да им биде поевтин кешот. Добро, златото во принцип, сега вака само се вмешувам на кратко, ја игра таа улога на некаков гарантор со илјадници години. Значи златото е единствената универзална вредност која што е сигурна во вечни времења. Так. Ако има војна, класика, или ако има големи флуктуации на пазарите, се зема злато затоа што златото е вредност која што никогаш не мрда. Оприлика така. Да, го важи за safe haven, така го вика. Safe haven инвестиција, да. Safe haven инвестиција. Поврзано со тоа беше и цената на нафтата, која што нели во почетокот на судирите 2022 година многу, да, отиде до $100 за барел и над тоа отиде. Потоа почна енергетската криза и потоа настапи инфлацијата и така натаму. Сега нели да скратам чисто во да кажам во оваа анализа, Трамп победи, цената на златото почна да паѓа, цената на нафтата почна да паѓа. Тоа од кој аспект е добро за Европа, а добро е и да кажам и за нас, како држава. Добро е во тоа што значи тие притисоци што постојат опасности од инфлаторни притисоци кои што постоја од цената на нафтата, бидејќи таа е инпут во фактички во сите производства, нели? А борбата зошто да им објасниме на слушателите, затоа што не се сите економисти, нафтата е инпут во секое производство затоа што нафта се користи за транспорт, нафта се користи за производство. Без нафта вие светот се уште не може да се движи. Така. Да. Так. Во моментот нели кога овие зелени алтернативи ќе преобладуваат, тогаш веќе имаме сосем друга приказна. Да, така. Значи цената на нафтата падна до $70 за барел. Цената на златото од $2800 за унца дојде до $2550 за унца за кратко време, значи тоа беше во недела 2. Што значи дека светот му верува на Трамп дека тој ќе се заложи за прекинување на војната во Украина, што е добро за Европа, значи пред се
ќе можат каматните стапки да паѓаат и понатаму, а тоа значи стимулација за економскиот раст, тоа да кажам важи и за овој регион и за нас, и бидејќи тоа е потребно во моментот, затоа што сега, нели, ако поврзиме наназад, па Европа мораше да ги крене, ЕЦБ, Европската централна банка, мораше да ги крене каматните стапки во времето на инфлација, баш поради високата нафта и економија која што се уште не беше заздравена од ковид застојот, од ковид кризата, со раст која што имаше од 0 до 2% и за еврозоната зборувам, мораше да сега, има... Извинете. Во овој момент Европа е ослободена од овој притисок на скапа нафта, но она од што е загрижена, и јас секојдневно го слушам на радијата европски, од кој се информирам возејки, работејки или било што е, дека сега Европа е загрижена од трговска војна од САД, кои најавуваат 20% царини за Европа. Тоа го викаат тарифи, на македонскиот израз е царини. И не е само тоа, додека бев минатата недела во Лондон, таму слушнав од еден од советниците на Трамп, беше гостин на Таймс радио и нив им кажа: вие може да добиете подобар договор, но единствено под услов и вие на Европа да ги ставите истите царини кои ќе ги ставиме ние, што за британците нормално е неприфатливо. Но дали Трамп може да ја клекне на колена европската економија? Јас мислам дека Трамп, нели, тој во неговата изборна програма го кажа и тој и за Европа, нели, и за Кина кажа, меѓутоа јас мислам дека тоа што го има кажано Трамп, дека во однос на Европа, значи тој најпрво, нели, своите ставови, своите мерки ќе ги спроведе, меѓутоа мислам дека кон Европа, не да кажам ќе биде поблаг, меѓутоа мислам дека Европа е партнер на Америка и мислам дека имаат конвергентни интереси. Да, кај ќе продава айфони на друго место? Еве, јас тоа прво прашање си го поставам. Има сега и течен газ продава Америка, нели? И најмокниот, најкупоспособниот пазар во светот се уште е Европа. Ти имаш колку, скоро милиарда луѓе, 700 милиони, колку се... формално е 550 милиони, меѓутоа цела Европа. Сега добра, ама додејќи таму и Скандинавија и така натаму, имаш 700 милиони луѓе со над 2000 евра просечна плата. Да. Извинете, но тоа е најкупоспособното население во светот се уште. Многу способно од цела Азија, Африка, па дури од Соединетите Американски држави. Тоа не вади како континент и ние, нели, со нашите 500 евра просечна плата, тука некако како поврзани сме во село. Но Цветановски, овдека е многу важно. Вие велите дека се конвергентни економиите на САД и на Европа, и логично е, нивното партнерство, сојузништво трае веќе со цел век, речиси. Меѓутоа, Трамп настапува од позиција, барем така изгледа, дека нема да прави компромиси со никој кога се во прашање американските интереси. Значи, ако е неопходно за американската економија да расте, да се удри по Европа или по Кина или по било кој, тој ќе удри. А изгледа дека за него тоа е логично во моментов. И сега се наоѓаме во една контрадикторна ситуација. Сојузници сме, а јас ќе ви удирам царини. Тоа нити е пријателство, нити е економија, нити е... Што е тоа? Јас мислам дека он сега во прво време ќе побара дисциплина во рамки на НАТО. Значи тие што се придонеси, нели, од буџетите кои што се како дел од брзо домашниот производ, кои што треба 2% минимумот да го исполнат. Да, тоа само Македонија го исполнува и уште неколку, чисто да знаеме. Мислам дека тоа ќе биде, значи Шекеринска ќе биде сега камшикот на Трамп. Да. Мислам дека првично тоа ќе биде, значи да, нели, 2 до 4% можеби за некој зборува до 4%. Да, до 4%. Меѓутоа мислам дека овој став кој што е кон Европа на Трамп, мислам дека е на почетна позиција да тоа што тој се подготвува да го направи со Русија. Значи, јас мислам дека тој има план за сопирање на војниот судар во Русија, иако сега гледам, нели, демократите не гледаме дека на заминување сега демократите, нели, пробуваат тој судар да некако да го одржат. Меѓутоа, она што мислам дека Трамп се спрема да направи договор со Русија и тоа да го направи договорот според моје мислење. Директно, значи без прашање на Европа и без Украина, да. Во однос на Русија, за ова последно на Бајден, вчера следев, затоа што разбирам руски, кога слушам, го имам
научено, не можам да зборувам многу, така некои основни работи. По нюх го разили. Не по нюх, поради читање, некои курсчиња онлайн и така натаму. И реално близок јазик не е рускиот, не е тежок да се научи, да го разбираш, да го зборуваш и пишуваш, така малку по-комплицирана работа. Во Русија во овој момент, оние кои се пропутинистички настроени медиуми, сметаат дека ова што Бајден му дозволи на Зеленски да користи вакви ракети е всушност договор помеѓу Трамп и Бајден. Каде што Трамп му вели на Бајден, прифати го ти негативниот рейтинг на тебе и така си во заминување. И така ќе си одиш, да. За јас после на преговарачка маса да имам уште еден асет. Така е. Кога ќе седнам со русите. Ова е во моментов, значи зборувам аналитичари од Русија, сега не знам. Ја на путинистичките медиуми на Русија генерално не им верувам во делот на вести, информирање и така натаму, затоа што многу често шират лажни вести, многу често шират една перспектива за работите кој не е точна, но ова не беше вест, ова е некаква анализа за тоа како Русија гледа на се ова. Така што мислам дека можеби и ова со ракетите не е разлика демократи и републиканци, туку едно заедничко делување со цел да се дојде до некакви подобри позиции. Мислам дека само наивен би помислил дека Бајден му сместува на Трамп она што се шири во јавноста моментално. Чекај сега на одење, ќе му наместам Жежо Костен. Тој е хрома патка, така се нарекува во САД сега. Човек што оди од позицијата и не може да носи стратешки одлуки, а ова е стратешка одлука. Да. Без во најмала рака да се консултира со неговиот наследник. Мислам дека ова е заеднички донесено. Но еве да речеме дека САД и Русија ќе се обидат да договорат мир под одредени услови кои што Украина баш така ставаат на страна колатерална штета, но при такви околности да претпоставиме дека ќе дојде до мир, што би значило тоа за економијата во светот? Ете, јас од тоа извлекувам заклучок затоа што Трамп тој вообичаено сака да прави билатерални одлуки, спогодби, значи во минатиот мандат не сака повеќе страни да се вклучени. Така да мислам дека Трамп ќе се директно со Русија ќе преговара, значи со Путин и директно ќе најдат решение, со кое што веројатно на Русија според моје мислење ќе бидат дадени оние позиции каде што е моментално ќе биде оставена на тие позиции, значи ќе имаме одредено статус кво за одреден временски период натаму. Меѓутоа, како компензација мислам дека Трамп ќе побара намалено учество на Русија во БРИКС, односно некако низината улога да ја замрзне или да не биде толку активна во БРИКС. Мислам дека би подготвувал терен за таа економска војна, односно трговска војна што ја најавува со Кина. Бидејќи мислам дека Трамп тоа го има сватено и го има анализирано дека моментално главна економска закана е Кина, нели? Па тоа не е тешко да се заклучи сега, реално Кина е мощна, тоа е тоа. Таа развива своји автономни компании, значи кинески компании кои што се повеќе конкурентни во светот и кои што ги загрозуваат сите останати производи. Но да се разбереме сега да нема погрешна слика за Кина во македонската јавност, Кина е економски джин кој расте, но економските параметри на Кина во овој момент не се ништо подобри од економските параметри на Македонија. Не во делот на производството, туку во делот на животниот стандард и во делот на она што се нарекува јавен долг, раст и така натаму. И кинеската економија во последните во последните година две се соочува со многу поголеми предизвици од економиите на Западот. Сега ние тоа овде не го гледаме затоа што не сме директно зависни, не ни излегува секој ден во весниците. Да. Видите, сега тоа ќе упорзам со, да кажем, пак со финансиските пазари и ќе дадам една точка, да кажем, или една компонента од цела таа економска комбинација или, да кажем, тоа економско клопче што е меѓународно. Зошто ова, да кажеме, цела ситуација сега и Трамп, нели, царините кон Кина, така натаму. Трамп имаше и спор со Huawei, го покрена во првиот мандат, нели? И му скина Play Store на Google. Американската администрација и години наназад и пред ковидот, значи имаше повеќе пати соопштенија дадено кон Кина, оној што е фиксен курс помеѓу кинескиот јуан и американскиот долар, да го пушти послободно да флуктуира.
Сега знаете како тоа е можеби детал на кој што нема многу на кој што не се дава многу светлина, меѓутоа тука лежи конкурентноста на Кина, зашто со години таа нуди ефтини производи глобално. Значи во тој фиксен курс кој што е тој е да кажам полуфлуктуирачки, меѓутоа флуктуацијата е толку мала што може да се наречен фиксен. Во таа спрега кинескиот јуан е надценет, американскиот долар е потценет. И мислам дека Да не е обратно. кинескиот јуан кинескиот јуан е потценет, а американскиот долар е надценет. Да, се извинувам. Сега американската администрација бараше кинескиот јуан послободно да флуктуира на финансиските пазари, бидејќи со тоа во текот на годините ќе имавме еден симетричен балансиран раст. Значи кинескиот јуан кога би растел, тогаш американската економија би била поконкурентна за извоз. И обратно, значи би нудела некој балансиран раст. И тука се скрши таа доминација на Кина, тој наплив на Кина не се скрши, туку се забави на одреден начин. Па видите, тоа е да кажам политика на Народната банка на Кина. Кинескиот јуан да биде потценет за да се нудат да бидат конкурентни глобално. Значи тука е да кажам тајната и практично сега зошто они се и поврзани на некој начин како поврзани садови се, бидејќи како почна таа политика на глобализација години наназад, пред 20 на години. Америка инвестираше во Кина, отвораше американски компании, значи отвораа таму американски компании, имаше ефтина работна сила. Кинезите умеѓу време добија ноу-хау и сега iPhone-от ни го продаваат назад по многу поевтина цена и ние сме паметни и си купуваме Xiaomi. Така е. Значи, например, затоа што е навистина квалитетен телефон кој е на третина од вредноста на еден Samsung или на еден навистина е квалитетен, не е што на ѓубре од кинезите продаваа ѓубре. Или автомобиливе. Кинеските автомобили се се поконкурентни на европскиот пазар, особено оние електричните, што во моментов, извинете, но треба да си будала да купиш Тесла. Кога ќе видиш разликата цена, квалитет, кога ќе видиш дека истиот квалитет може за двојно, тројно поевтина цена да го добиеш, многу е логично дека ќе купиш кинески автомобил. Така е. Ја би купил, иако сум анти-Chinese. Во однос на Русија, видовме дека всушност Америка успеа да профитира од оваа војна на Русија со Украина. Русија си покаше во нога. Зошто? Затоа што Русија со војната во Украина си ги затвори вратите во Европа и сега веќе во Европа не продава течен газ. Течен газ продава, значи... Но морам една информација која што ја добив утрово, што мене ме збуни, само секунда, ја прочитав утрово дека токму сега во септември Русија повторно станува најголем добавувач на газ за Европа. Тоа е преку Унгарија, претпоставувам. Па да не навлегуваме како што, меѓутоа вистината Русија во септември првпат од 2022 година стана главен добавувач на газ за Европската унија, произлегува од анализата на Евростат. Внимавај. На второ место е Алжир, на трето место е САД. Но види, ако ги ставиш тие на САД, тогаш позицијата на Русија би било многу поголема. САД беше еден од најмалите добавувачи на природен газ пред оваа војна. Суштината е дека Русија го изгуби тоа убедливо прво место, иако Драган вели сега повторно се враќа, благодарение на таа војна со која цела Европа не ја воведе санкции. Соединетите американски држави направија крдопари направија преку исто направи пари Индија, која сега ни продава индиски газ, особено во Африка се случува тоа, тие се смеат. Имав еден колега од Нигерија со кој разговаравме, вика најголем добавувач на нафта, на природен газ ни станува, вика Нигерија, од нигде. Индија. А тоа е всушност руски газ кој што оди во Индија, па Индија го препродава. Па Индија го препродава и цената, вика, која сега ја плаќаме е многу повисока од претходно. Суштината е дека дали Трамп сега ќе се откаже од европскиот пазар на природен газ, затоа што му ја зема позицијата на Путин. Путин сега го продава гасот поевтино во Азија. Со тоа нели ја финансира војната. Има добро БДП Русија, но секогаш кога држава е во војна има добро БДП затоа што троши многу, има огромна јавна потрошувачка на војната. Да ги однесеш тие само тоалети да им ставиш на војниците, тоа се многу потрошени пари во економијата.
Не разговараме за 1000 војници, туку зборуваме за милион луѓе, не. Дали ќе се откаже САД од оваа позиција на пазарот со енергенси во Европа? И јас мислам дека нема лесно да се откаже, меѓутоа сепак ние не ги знаеме деталите на тие договори. Значи, вообичаено кога се прави договор нели за купопродажба на енергенси и така натаму, тие можеби да се договори со одредено временско и подолго временско важење. Така да зависи од договорите кои што ги имаат компаниите склучено со европските компании, со компаниите од САД. Јас мислам дека нема да се откаже така лесно, затоа и сметам дека, значи, во однос на Европа ќе имаме тука одредено балансирање и компензација во смисла на економски интереси. Сепак нели ќе кажам дека мислам дека фокусот ќе биде да се создаде мир во Европа на некој начин, нели, да се создадат услови да тоа партнерство да продолжи, за да може нели Трамп да ја отвори таа, да кажеме, тие трговски прашања со Кина. Значи кратко тоа е мој. Кратко ти мислиш дека фокусот ќе биде на Кина, а не на Европа. Да, него му треба мир на Европа за да може да се судри со Кина. Така е, апсолутно. И мислам дека и со Русија сега на некој начин сојузник, да не кажам дека ќе бидат сојузници, меѓутоа мислам дека Трамп ќе направи со Русија една мирна коегзистенција. Така мислам со тоа што ќе пара од нив да не во БРИКС да не бидат толку активни. Мислам дека тоа ќе биде. Да, зашто Русија би се откажала од таа позиција. После се што, сега ставете се вие во позиција на Путин, ти изолирале од Г20, ти изолирале, ти вовеле санкции цела Европа за се живо. Да. Поради војната во Украина, со право ти вовеле според мене, но сега јас се ставам во позиција на еден тоталитарен лудак. Кина како главен сојузник. Кина како главен сојузник и сега ти треба со овие што те малтретираат да направи сојуз против Кина. Јас ако бев тоталитарен лудак како Путин, тоа никош не би го направил. Значи, да бидеме сега ако беше искрени. нормален. Значи, и сега, не, и нормален да си, не можеш да го направиш, затоа што Русија се наоѓа во една навистина тешка позиција. И пази, и покрај се, ти викат, види, ние со сите овие санкции, еве, преживеавме. Да. Еве, напредуваме во војната, еве, се бориме во Украина. И сега вие наеднаш секени ќе склучиме ние наеднаш утопијата трупи како беше онаа српска начетничка песна пред предходните избори Трамп и Путин, то су два другара, Трамп и Путин, два су светска цара. Сега на емоции он ќе се. Нема така. Значи, знаете, еве, од позиција на Путин, зошто Путин би го прифатил ова кој вие го говорите? Добро, тоа е моја претпоставка. Па добро, зависи што ќе добие како компензација од ако Трамп претпоставувам вети укинување на санкциите, тоа што го бара Русија. Да. Некои други облици на повторно поврзување економско можеби. Јас но тешко е. Види, и јас мислам ова ваша претпоставка е врз база на тоа што вие го гледате Трамп со сериозна перцепција. Како да го гледаш председателот на САД? Добро сега се случува, претходниот пат истиот овој председател на САД како решение против ковидот на граѓаните им велеше да пијат доместос. Извинете, ја не можам баш Трамп да го гледам со сериозни очи. Ја мислам дека Трамп во многу брзо време ќе свати дека со Русија баш не може да се договори на една рамномерна основа. На крај, во процесот на негово договарање, главна жртва ќе биде Украина, која ќе ја запостави. Русија може да окупира уште поголем дел од територијата на Украина, пошто ќе го замрзне конфликтот со Русија без сериозно геополитички да се договори со Русија, а во исто време, кога ќе види дека нешто не оди, на крај ќе удри по Европа. Тоа е моето лично мислење, затоа што мислам дека Трамп е свесен дека европските лидери не го прифаќаат. И ако гледаш токму Шолц, истиот момент откако Трамп влезе во оваа офанзива за Русија, Шолц по цели 2 години се јави на Владимир Путин. Сега има најави од Европа сега вика, чекај, ни најавувате нас исти тарифи, исти царини како на Кина. Нема проблем, ние може да соработуваме со Кина, ние немаме проблем да купуваме поевтини кинески возила. Но може ли, ова прашање Златев го заговара некое време, Цветановски, може ли Европа да издржи една таква војна со САД? Царинска војна ја би ја нарекол. Вие нас 20%, ние на вас 20%. Вие блокада, ние блокада.
И јас мислам дека до такви екстремни мерки нема да дојде. Тоа е моје уверување. Бидејќи видите слаба Европа економски, значи источна Европа, мислам дека на САД не би им одговарала. Тоа е моето мислење. Ја мислам дека од она јас како што го следев, тоа е нели мое разбирање, мислам дека Трамп смета, јас при претходно имам читано некои анализи дека Кина тој процес на деглобализација кој што сега нели Трамп го актуализираше во неговата кампања, односно враќање на производството во Америка, дека Кина веќе процесот на деглобализација го има почнато сама. Значи таа сега има фокус на домашните компании, на кинеските, како држава, како влада, на користење на нивните ресурси за собствени потреби. И мислам дека тоа Трамп го има, значи неговата администрација и претходно дека го има абсолвирано, некој начин да абсолвирано, сватено, и дека тој практично преку мирот во Европа ќе бара нели сојузништво, за да може економски да направи некој баланс со Кина. Зашто сепак ова што го кажав ја, може би делува, да кажам, не се посветува внимание. Меѓутоа, многу е интересно таа монетарна политика која што ја води Кина на фиксен курс на јуанот подценет, ги кочи другите држави, односно ги прави нивните стоки неконкурентни на пазарот. И сметате дека ова е клучната игра всушност тоа е клучната и тоа е политика на Кина. Таа значи го држи јуанот подценет во однос на доларот, а преку тоа и другите валути и практично другите економии не можат да биде својата конкурентност на пазарот да ја остварат. И мислам некој ќе рече Америка не може да принуди Кина на отварање на јуанот. Не може не може да принуди. Јас мислам дека Трамп ќе ги оствари царините кои што ги вети кон Кина, значи за 60% од нивното производство кое што е извозно, дека ќе воведе царини од 20%. Што е многу, тие што не разбираат, тоа е многу. Не царини од 20% значи дека вие веќе не сте конкурентни. Но видете, мислам дека на крај се ќе се сведе на Европа, а самиот процес на деглобализација, тука е големото прашање. Америка е она што е денес, токму благодарение на глобализацијата. Кога почнува глобализацијата, значи, како да ви кажам, Македонија влезе во процесот на глобализација од 45-та, од нели по Втората светска војна, кога почна да се прават левис фармерки, кај се прави у Нишу, у Крагуевац и така натаму. Значи, глобализацијата беше главниот асет на Америка. Доколку Америка влезе во процес на деглобализација, па и по територија тука негде малку е поголема, таа би била на некоја економија на рангот на Австралија, незината важност политичка во светот. Добро, меѓутоа тука го имаш воениот фактор, го имаш тука Драган, политичкиот фактор. Која е, знаеш, на крајот од денот, која е целта на постоење на таква голема машинерија, освен ако не ти да бидеш глобален економски хегемон. Така е. Значи, зошто би имале американците толкова армија? 800 воени бази по светот, така. Освен ако не отвараат Макдоналдс на секоја територија која веќе не има непријатно. Согласувам. Македонија се уште нема Макдоналдс, така што не се уште имавме, го изгубивме. На своевремено со некоја превара нешто. Не бе стајле Скопско продавале пиво, пошто е против стандардите да се продаваат нешто направивме некоја бења се секава. Ние сме кај да отидеме, ние сме феномен. Добро, што предвидуваме сега за пазарите? Многу интересна ситуација. Вие сте експерт за финансиски пазари. Тамо е тој е многу интересна приказна, генерално немаме време сега во емисијава да ја објаснуваме, меѓутоа тоа е еден систем кој што функционира на секоја секунда, минување на околности, би рекол, паѓа пазар, се открива пазар, вообичајно на сликата од Wall типови со телефони и со компјутери. Јас мојата приказна со финансиски пазар ја почнав како шпекулант на Форекс берзите за валути негде во далечната 2015-16 година, пред скоро 8 години. Како шпекулант, многу е важно. Јас се уште сум шпекулант, да се разбереме. Но што се случува? Замисли ти, имаш некој 26-7 години, колку што јас имав тогаш, и дремеш да излезе со пресконференција некој тамо од Народна банка на Австралија, чекаше лайвстрим,
за да видиш врз база на неговата изјава, економските параметри што ќе ги даат, дали австралискиот долар ќе оди нагоре или надоле. Помалку да ти шпекулираш, седиш у детска соба у Глишич и го правиш ова, знаеш. И финансиските пазари се најголема зараза, знаат да бидат и кладилница. Тоа сакав да кажам. Ја неам среќата да сум изгубил многу пари на нив, така што се уште сум своевидно зависен од нив. Но Бен Стански тоа го работи на дневна основа со години назад, тој е практично вас работа, нема шпекулатори како Златев кои што тоа го правеле за лично задоволство, се една работа, вие сте сакале некеле таму. Видете, Форекс пазарот е, да кажам, многу моќен пазар. Значи тој нели функционира 24/5 и единствено, да кажам, е затворен на католички Божики, ако е работен ден, само тогаш е затворен. Иначе цело време, значи без разлика дали во некоја држава е празник, неработен ден и така натаму, само за викенди не функционира и некој цело време од понеделник до петок и е пазар кој има најголем обрт на 6,7 трилиони долари сега е. Дневниот промет. Тоа се страшни пари, да. Дневниот промет. Каде што нели имаме трансакции каде што луѓето купуваат за после поскапо да продадат, има трансакции кои што се поврзани со реалниот сектор. Има луѓе кои шпекулираат дека цената на нешто ќе оди надоле. Па тоа така се нарекува не шпекулација, ама тоа не е во негативен контекст, туку баш нели има луѓе кои што го работат тоа, има нели и фондови, и приватни институции, и приватни лица. И се повеќе приватни лица кои што си ја пробуваат среќа. Едноставно инвестираат во некоја валута за која што сметат дека ќе расте. Сега да бидеме искрени, многу мал процент од приватните оние као мене од детски соби што влегуваат, многу мал процент се на профитната страна, дали се 10%, 90% од приватните инвеститори губат пари на берза. Ви кажам, тоа би му дошло како коцкање. Не, во не полошо од коцкање. Коцка може да победи Манчестер, ако не победи Манчестер, ќе победи Ливерпул. Тука, ако стварно не разбираш, ако стварно немаш себе контрола и психологија да успееш, тука губиш по секој можен параметар. Видите, тука во основа, значи има два типови на познавање кои што треба да ги има нели учесник на Форекс пазарот, тоа е фундаментална анализа и техничка анализа. Фундаментална анализа тоа е за макроекономските показатели на парот. Значи ако се работи за евро-долар, значи Европа versus Америка, меѓутоа не треба да се земат во предвид и другите околности околу валутите. И техничка анализа да знаеш што е moving average, Bollinger Bands, RSI индикатор и така. Ова на македонски би значило што? Ова на македонски би значило еден така график со цени прикажани, со такви свекички, повисока и candlesticks. Добро, има сега и јапонски, има и ранко чарт и така натаму, многу различни. И еден тон индикатори наредени кои во 30% од условите ќе ви кажат каде од прилика може да отиде пазарот, а во 70% ќе промашат. Треба да констатирате, да направите своја стратегија. Значи стратегија која што има повеќе типови на стратегии, има интрадей стратегии, значи има нели трговци кои што во текот на денот отвораат и затвораат позиции со мали профити, со мали движења, тие се нарекуваат пипсови, тоа е четвртата децимала. Има стратегија која што може да биде на неделно ниво, на месечно ниво и да кажеме на годишно ниво, оние макротрендови што се. Треба да воспоставите својата стратегија, значи да ја констатирате, да направите бек-тестинг. Сега тоа со, да кажеме, овие модерни софтвери и не сега, туку и на нас 10 години и повеќе е можно. Значи да видите вашата стратегија дали дава принос на нас 20 години, значи од постојањето на евро-долар, да кажеме, например, и доколку дава профит, значи има резон, треба стриктно да се движите по незе. И не смеете да отстапите ни милиметар. Тоа значи дека, например, понекогаш тоа би можело да значи на секој 4 сати да проверувате што се случува, да моделирате, да гледате. Некогаш тоа може да значи дека и ќе програмирате одреден бот кој ќе тргува место. Но тоа значи дека кога ќе губите да инсистирате да останете на истото. Да, апсолутно. Вие ќе поставите ниво до кое што може да толерирате загуба и ниво кој што ви е профит таргет, кој што стоп лос, да. И сега, значи тука најбитен елемент е само дисциплината. Значи тука да кажеме многу луѓе да кажам потврлаат на некој начин бидејќи во текот од кога ќе отворат девизната позиција, од кога ќе отворат позицијата, потоа ги менуваат ставовите, ја менуваат позицијата. Мислејќи дека се паметни и во моментот решаваат нешто. Психолошки момент. И на крајот, пред да отидеме со рекламите, не постои човек кој го победил пазарот. Да знаеш, секој
Не постои жив човек на планетава Така е, апсолутно. што краткорочно го победил пазарот. Вие не може да бидете секој ден во право, вие не можете да бидете секој месец во право и вие ако сакате не може да бидете и секоја година во право. Така. Тоа е суштината на пазарот. Пазарот секогаш е моделиран вие да добиете на долги стази. На кратки стази вие може да поднесете одредени загуби. Работата е колкави ќе бидат тие. Не тие дали имате загуби. сила за такво нешто? Па не, затоа ти имаш. Никогаш не смееш, еве на пример, основно правило на Форекс. Никогаш не смееш во еден трейд повеќе од 2% од твојот капитал да го користиш. Целта е да го дефинирате трендот и да влезете во него. Не може да се оди контра пазарот, нели против пазарот. Она што е битно, мислам и што е важно, значи тој тренд да го правилно да се дефинира во која насока оди и да се одржува позицијата, нели, По секоја цена. додека не се оствари профит. Одиме со профит кратка пауза за реклами, со која ќе се вратиме во вториот дел од емисијата, каде што ќе разговараме за малце за криптовалути, за Неверојатно интересен дел, да, и апсолутно. такви работи. Се враќаме назад, почитувани слушатели на Радио Лидер. Ај малку да им се обратиме на слушателите. Вика, дали го гледавте обраќањето на Вучич пред 2 дена, споменуваше нуклеарно оружје, колку бункерите во Србија собирале, што сакаше да каже. Точно е тоа. Вучич као Вучич има протести у Нови Сад, топ прилика му е ова да шири параноја за Трета светска војна. Добро, купете, јас си купив јод за случај на Јодче нуклеарна мора да војна, се да. купи. Јодче дома мора да се има. Да ги исчистиме овие како се викаат скриниците за нуклеарно. Ја не знам дали воопшто ги има по Скопје. Ние на пример во школа јако учев у Кавадарци имавме скривница. Имаше во некој од зградите во Да не Скопје. кажам за што ја користев. Да, мислам дека мада застарено е веќе делото. Батото пак правил некоја комбинација. Значи, викаат биткоинот ќе расте до $200,000, вредили да се ризикува како експерт. Не кажавте ништо за македонската берза. Ај се македонска берза да коментираме, мислам нема потреба. Како беше мечката и како се каже и бикот? И бикот. Да. Мечката и Да. Првиот индикатор, првото нешто што пазарот во секунду, јас знаев дека тоа ќе се случи, мислам дека го зборував јавно, дека доколку Трамп победи, биткоинот ќе порасне, тоа се случи. Да. Значи биткоинот доби еден огромен буст со победата на Доналд Трамп и стигна до колку е? 97 Сега денес. $97,000,000. А тој е рекорд апсолутен, така? Да, рекорд. Близко сме до 100,000. 100,000 е некоја имагинарна граница. Зошто порасна биткоинот поради Трамп? Еве да им јас знам, но да им објасните на слушателите. Видете, значи биткоинот, криптовалутите беа во програмата на Трамп и според моје мислење тоа, да кажам, беше мотивирана ставка од присуството на Елон Маск. Елон Маск во изборниот штаб или да кажеме на Трамп. И мислам, сега масе ќе се вратам назад, дека криптовалутите и ај биткоинот како најголем представник на криптовалутите, тие во последните 2-3 години има одреден застој во нивниот развој, да кажеме, или во нивната во перцепцијата кон тој пазар, од причина што нивното најавено вклупување во реалниот свет, да кажеме, во тргувањето со реални добра не се случи и некако со тек на времето нивната употребна вредност, значи смисловот за нивната употребна вредност почна да избледува. Значи остана како пазар кој што има пирамидална структура и кој што е сам за себе на некој начин еден вид на платен промет, на анонимен платен промет во светот, така Кој не се користи фигурира. за плаќање. Да, за платен Што е сега чудно. Па единствено се Платен користи промета не се користи за плаќање. пластично да им објасниме на слушателите. Биткоинот расте или паѓа единствено врз база на довербата на инвеститорите од тоа дали ќе расте или ќе паѓа. Мислењето, односно перцепцијата е единствениот двигател на биткоинот. И така е со години наназад. Тоа значи дека нема реална економска вредност некоја која што стои позади него. Како Не, се формира цената на доларот? Слично е. Но не е во прашање довербата, дел е довербата, но еден поголем дел е користењето на доларот.
Колку, например, светот користи долар во моментов. Така. Ако користи помалку, цената на доларот ќе падне. Така. Затоа што ќе има повеќе долари во оптек. Ако користи светот повеќе долари, ќе требаат долари да се купат, цената на доларот тогаш расте. Добро. Значи, со биткоинот не е така. Затоа што вие со биткоин порано можеше да си купиш пица со биткоин, сега веќе не можеш. А зошто запред тоа, стварно? Видите, значи Поради големината на цената. Кој е тој трговец што ќе ти прифати тебе валута, која он денес ако ти наплати, до вечер може да му падне за Така. 30%. Кој е тој Да. трговец кој ќе ти го прифати? осцилаторноста, значи на Толку е неговата голема, вредност. да. Па да. Тие што има да кажем одредени нели да кажем изолирани случаи кои што прифаќа криптовалути за реални добра, тие веднаш кога ќе ги примеа, веднаш ги конвертира во конвенционални валути. Значи во долар. Еве сега на пример е да видиш што може да ти се деси, еве ако си трговец. На 1 јуни бил 67.000, на 6 јули бил 56.000. Сега ти замисли трговец си и ти пага вредноста на валутата Толку за толку драматично, многу да. за еден месец. Ама тоа за овој што сакат брзо да се збогатат, па е супер. Сега е 97, ако си инвестирал во јули, ти сега си побогат за колку? За 90%. Да, Да, меѓутоа, ама видите, може и да си посиромашен да, за мора- 90%. мора тука па ти да- ако отидеш сега, ако инвестираш у 2-1 утакмица, ти можеш реално да, абсолютно, да. Може да 50 излезе пати да ги реално изголемиш да се врати, парите. така, Да. да. Сега, видите, тука имаме два моменти. Значи, едниот момент кој што му даде, да кажеме, ветер во грб на биткоинот беше тоа што Американската комисија за хартија од вредност дозволи тргување со деривативи на биткоин на берзата. Тоа беше негде во февруари месец оваа година. Значи, тоа е на некој начин Прифаќање, да. признавање или А што прифаќање. значи деривативи на биткоин? Па тоа се значи изведени инструменти кои што значи посредно практично вие станувате посредно собственик на биткоин и вредноста на таа хартија зависи од вредноста на биткоин. Аха, Значи не е аха. директна собственост на криптовалута. А зошто Трамп туку инсистира на CFD ова? беше посредно. така? Да. А зошто CFD? Трамп инсистира на целата приказа? Не разбирам. Океј, Елон Маск е таму, Елон Маск е заинтересиран, меѓутоа да ставиш ти цела економија во игра затоа што на Елон Маск му е тоа интересно. Сега криптопазарот очекува Трамп да направи одредено да кажеме инволвирање на криптосветот во тргувањето со реални добра. Аха. Значи да направи некоја регулација со кој што ќе го прошири користењето на криптовалути. А можно е односно тоа? на биткоинот. Сега да кажам тука нели битна е улогата на Елон Маск бидејќи тој беше меѓу првите кои што дозволи нели Тесла да се купува со биткоин, па потоа нели забрани мислам го укина тоа, па потоа пак дозволи, имаше го менуваше тој став, меѓутоа во принцип Елон Маск ги протежира криптовалутите, односно биткоинот. Да кажеме тој можеби сега ако се сеќаваме добро, тој беше нели еден од собствениците и на PayPal, кој што имаше едно време инволвирање во PayPal баш во таа декада кога настана биткоинот подоцна, меѓутоа значи неговите идеи за платен промет, глобален платен промет се ги имал и Што е претходно. суштината? Што е суштината? Е сега Ајде. пластично да објаснам, ја да преведам пак. Вие на пример денес при меѓународната трговија имате еден систем кој се нарекува SWIFT. Да. Ние како компанија која нели имаме реклами од странство и преку Google и на еден и на друг начин го користиме тој SWIFT. При трансакции на два правни субјекти, два било какви субјекти, два физички субјекти и така натаму во различни земји се користи овој SWIFT механизам. Овој SWIFT механизам им дава достапност на државите, им дава достапност на централните банки, на управите за јавни приходи и на сите институции до тоа од каде ви доаѓаат парите и зошто ви доаѓаат парите. И вие, например, ти стига у НЛБ комерцијална стопанска небитно каде, прилив на SWIFT од 5000 евро од Германија и они ти викаат имаш прилив од 5000 евро испратени врз база на шоти и ти им праќаш фактура, Да, договор и така натаму. Поентата на криптовалутите е да го заменат овој SWIFT. банкарски систем и вие да можете во секунда да правите трансакции на две точки на планетата кои се анонимни. Ова значи Што е одлично и за криминал. не одлично, туку најголем дел од собствениците на овие коини се луѓе кои тргуваат со дрога. Ова е всушност
вие може да платите и никој да не види кој ги дал парите и Тоа кој ме ги примил тоа парите. Така ги ресанка луѓе во сега од пирамидалкава што беше како се викаше. Да, и тие добре, никогаш во не може да дознаат Кој ги кој е зема тој, парите. кој е тој Така што е, им да. ги земал Да. парите. Конти, како се викаше. Конти, да. Значи, затоа што таму е анонимно, ти нема кого да тужиш, Така, знаеш. нема кого да тужи. Ти немаш доказ за на суд. Тука викаш ја фактурава, он не ми ја плати или ми ја плати помалку или ме измами, ја му платив, он не ми даде ништо. И како ќе го изрегулираш овој анонимен пазар да стане дел од меѓународни финансиски Па во токови, мене не ми е суштината е јасно. дека кога овој тоа е зошто паметни луѓе како Ворен Бафет, како не знам, инвеститори така натаму постојано зборуваат против крипто. Да. Крипто. Доколку ти го регулираш овој пазар, тој ќе стане ист као И претходниот. да. И тоа никому ништо. И ќе биде ист као претходниот. И што знаеш. ќе ти е тоа? Е па да, суштината на овој пазар е токму ова. Тука се најголемите дилеми. Во суштина, значи тој пазар е нерегулиран пазар, анонимен пазар и воопшто каква би била идејата, каква е неговиот смисол, нели, за да се Да. вклучи во тргувањето со реални добра кога е вон достапност на нели на финансиските органи на контрола. Да. И тука се големи дилеми околу тоа. Но од друга страна, од некоја причина им е екстремно допадлив на луѓето. Нема човек во се кечаме Македонија, нема човек во светот, нема луѓе во светот што не се нафатиле да влегуваат во таа приказна. Им делува многу податлива, им делува многу некако интересна, за лесна заработка, за не знам. Па видите, таа цела приказна почнувајќи од Сатоши Накамото, нели, кој што е Тој констатирал дека некој не си што постои. може постои, може не. Цела таа Така. приказна е конспиративна и може би тој шарм ги привлекува одредени инвеститори. Тоа сакам да кажам. Да. Меѓутоа, знаете што, видите, тие што се биткоин инвеститори на некој начин па и го рекламираат. Значи, може би тој психолошки момент, бидејќи еве сега се зборува за биткоинот, бидејќи расте, така. Значи, Кога паѓа не се зборува. да, кога паѓа не се зборува. паѓа. А имавме во 2022 година драматичен пад на биткоинот. Па не, Драматичен еве пад. на пример, ако вие сте купеле биткоин на 13 ноември 21 година и сте плателе за еден биткоин $64,000, само една година подоцна, тие би ви вределе помалку од $30,000. $12,000 дојде. Значи, да. вие би изгубиле половина од вашите пари во година дена. И сега, но, кај на што се гледа? Ако јас сега ставам, ако ставев некни, и сега од кога дојде Трамп, ќе имав ја Тоа е дупло тоа, повеќе. да. А тоа што? Исто Во толку меѓувреме, пати имаш и случаи Да. каде што ти би имал дупло помалку од тоа што си вложил. Се разбира, не се Тоа- зборува, да. Тоа не се зборува. Токму затоа е многу важно луѓето да се едуцираат. за- Но дали е за пирамидална функционира. шема криптовалутата? Па Да, личи, да. личи. Видите, незината вредноста на биткоинот се зголемува само поради влезот на нови инвеститори, значи нови вложувачи. Значи Немаме класика друга- е тоа, тоа многу е близко до тоа. Да, нема друг основ. Значи И- види, основачот на биткоин, Сантоши Накамуро, никој не го знае кој е, никој не знае како изгледа. Сантоши Накамуро до ден денес поседува колку? 20-30%? Па милион биткоини, он иницијално искупа милион биткоини, кои што се претпоставува дека се уште на неговата сметка. Значи тоа е сега ако се помножи по вредноста на биткоинот, тоа се енормни И суми. он утре ако ги продае Сантоши тие, вредноста на биткоинот ќе Да. падне. Ќе дојде. Значи ќе ја шмука сите тие влогови, целото Е сега вложување тука не ми е јасно, ќе го- Цветановски, објасните ми го вие на мене ова. Ние разговараме за нешто што еве нема да го наречеме пирамидална шема, но личи нешто нерегулирано, нешто кое што се заснова на реален производ во позадина, нешто во кое што Златен Веве тврди дека во голем дел криминалци учествуваат, и имаш момент во кој што председателот на најмощната држава најавува дека ќе го изрегулира. Ова мене тотално не ми оди едно со друго. Видете сега, јас нели како што кажав, мислам дека Трамп таа идеја има прифатено. Мислам што стои за таа идеја, нели ќе видиме. Тек мислам дека тука нели Елон Маск е иницијатор на А што таа кажа идеја. дека Маск е уствари тој Накамура, како се вика? Теоретски. Видете, тоа не би можело да го кажеме, се разбира. Се разбира, Меѓутоа, да. од она што може сега да се констатира вака чисто логички, нели ако беше едно приватно лице, ако Сатоши Накамото како приватно лице постои и да е тоа негов псевдоним, тој до сега веројатно Ќе овие продаваш. средства ќе ги повлечеше, нели? Да. Па се претпоставам дека позади целата приказна стои некоја поголема идеја и мислам да А можно дека е да е постои државна идеја тоа. организација, да.
Може тоа државна идеја всушност. Видете, Или на некој глобален некој систем економски кој што решил да Не. сега шпекулираме нормално. Види, Тешко е дека еден човек седнал дома и рекол знаете што, правам нов систем. види. Ја една работа знам, моите години учење, истражување. Јас сум еден од валјда у Македонија дали има 30 души што знаат да работат Блумберг терминал, на факултет сум го учел тоа во Англија, да работам Блумберг терминал. Мене една работа ми е јасна. Дури и да работите на финансиските пазари, вас ви е потребна макотрпна работа, целодневни целодневно работење, многу непроспиени ноќи, многу читање, многу анализи, за вие да може за леп да извадите. Не да бидете милионери. За леп да извадите, не знам, 1000 евра плата. Сега. Токму затоа, секоја идеја која вика ти ќе лезеш и ќе направиш од 100 денари 1.000.000 евра на било каков начин, за мене е лага. Затоа што знам како функционира методот. Но во од секој позади. мало во А тоа од Скопје- позади го работи токму нашиот гостин од Да, утро. да. видите, тоа Но сакам во да кажам. секој мало, се извинувам, веќе не се мешам. Во секој мало ќе најдеш тројца ликови што тврдат дека почнале со 2000 евра и сега имаат Да. 3 стана од сето тоа и А ја можам да ви кажам и примери на луѓе кои изгубиле 3 стана од сето тоа, многу повеќе од овие кои имаат по 3 стана. И знаеш што е најинтересно? Во Конти, у Кавадарци, изгореа сите викаат и јас се повлеков пред да... на време, да. Јас се А нема спасив. врска. имаше случаи На со- луѓето им е срам Да кажа да дека кажат изгореле, какви да. кретени излегле. Значи, Добро, има логика. Видите, да, кај биткоинот тоа е што не се коментира, значи секој се коментира на повисока точка, значи кога ќе дојде оној new high кој ќе биде остварен како што е сега. Меѓутоа, патот од точката А до точката Б, од доле кон горе, многу е битен за сите нели трейдери што се луѓе професионалци, дали е тоа линија или има одредени Осцилации. осцилации, да. Значи тоа никој не го спомнува сега, да кажам, нели тој колапс што беше одреден на биткоинот кој што дојде до 12 од 67.000 долари дојде до 12.000. И нема никаква гаранција дека за 3 месеци од сега нема пак да се никаква. спушти. Уште еден аспект. абе една изјава на Трамп да каже абе ова глупост е биткоинот, следниот ден ќе видиш што ќе се деси. Има уште еден аспект, анонимноста, која што нели ја коментиравме претходно. Значи таа е сега нели можеби одредени луѓе ја сметаат како позитивна, меѓутоа таа може да биде да има и негативен импакт. Зошто? Едноставно може некој ден самата биткоин, односно блокчейн верига да престане да функционира. Значи нити ќе се знае кој кај кого да се пожали, нити да кај кого да побара одштета било каква. Значи целиот Тоа ми исто тотално неверојатно. Како Да. така ти вложуваш пари, вложуваш и одеднашка престанува да функционира. Не знаеш веригата. кој е одговорен за системот. Да. Сега да не речи дека тука луѓето ги и викаме не влегувајте во таа. Не влегувајте, ја им викам. Ова тој Значи, што не- сака нека си ја проба Не, сликата, ама види, ризикот е голем. ако ви се важни парите, нели? Ако ви е сеедно дали ќе ги изгубите, тогаш влегувајте. Но ако тоа се парите со кои треба да му обезбедите Така е, екзистенција така е, на така е. вашето Подобро семејство. не, да. Ако тоа се парите со кои треба да обезбедите школување, храна, облека за вашите деца, тогаш не влегувајте во нешто што не се разбирате. Не збориме со Истото би го кажал и за кладилница. Ја, например, у годината уплакам у кладилница 3 пати по 100, 200, 500 денара. Ја уште кога одам да го пишувам ливчето, Тие пари се фрлени, јасно. и јас ги фрлам тие пари, ги уплакам за да ми биде интересно да гледам фудбал, ме разбираш? Не ми е исто и со биткоинот. Во малку поинаква форма, со тоа што тука не гледаш фудбал. Фудбалот трае 24 часа, 7 дена во неделата, Така. 365 дена во годината. Боја се согласувате со овие. Да согласувам, да. Ние не спомнавме и блокчейн технологијата, таа нели е позадина на биткоинот, а таа се уште има многу мани. Мислам, едната мана е тоа што има голема потрошувачка на електрична енергија. Значи, самата Затоа копачеве се толку па како таква не е рационална. Затоа еден цар во ГТЦ копаше, го потроши ГТЦ со... Па ти да видиш на бандери локални колку се копа, во државни институции се копаше. Мене ми збореле директори кои дошле што наследиле, а имало еден легендарен пример во кој претходниот директор сакал да му ги продаде на новиот машините за копање. Значи, дури и до таму Бизнисот е забегава работата. Да.
Да, значи ако дојде евентуално нели до пораст на цената на струјата на светските пазари, дојде до падот на цената на биткоинот, може да дојде до прашање самата рентабилност, самите копачи тоа што го работат. Тогаш, доколку сега ова слушателите треба да го знаат, доколку престане да се копа биткоинот, тогаш мрежата ќе пропадне. Аха. Тоа е оние киловати струја кои се трошат за профит ја одржуваат мрежата. Во случај на енергетска криза, кога на тие огромни плантови за копање нема да им биде исплатливо да копаат, Така е. Ќе прекинат да копаат, беше на работ да се случи тоа предходниот Тоа пат. беше 2022. Да, пред само кога падна 12.000, тогаш беше на работ. Затоа што стана неисплатливо во многу зони. И што се случува? Во тој момент, кога ќе престанат, кога ќе ги исклучат машините, веќе системот на биткоин нема да функционира и во тој момент вие може да се гледате во огледало и да правите Штурци! Кај се парите, да, значи, како да ви објаснам? Батото тоа може да се гледа и да снимава шамари. Да. Ајде тие Вака, мислам дека добро објаснив се, може би грешам, исправете ме. 2022 така беше, значи дојде на работ на рентабилноста, тоа Еден гостин, еден гледач упорно прашува, имаш ли ти, Златев, криптовалути? На прашањето дали сум илуминат, дали имам криптовалути, дали, како се вика тоа... Розен Кройцер, дали сум Розен Кройцер, Темплар, или, како се вика, или джедај, одбивам да одговорам на такви прашања. Значи, на тие прашања одбивам да одговорам, нема да дознаете дали имам криптовалути. Не, прво, тоа е личен податок, може утре рекетари да ми дојдат доколку имам криптовалути, да ми ги бараат криптовалутите, затоа што анонимни трансакции нема да остане трак како ми ги земале парите. Така, според начинот на кој што зборуваш за криптовалутите, се сомневам дека имаш нешто. Не. Но добро, да. Не. Ситуацијата е таква. Меѓутоа сметаш дека во наредниот период ќе продолжи, да им даде малце оптимизам, нови што се сепак заглавени во едната Африка. Дека ќе продолжи да расте. Да, има некои предпоставки дека ќе оди и над 100.000. Па да се прогнози тешко се даваат нели за тој пазар. Сега он дојде до. Класичен банкар не кажува ништо, да. Еве, видете, тие прогнози се базираат, мислам, тој се движи нели како што кажавме претходно, кај него нема резултати економски од економија или така. Таму е битно кој што ќе каже, да кажеме овие инфлуенсери, глобални инфлуенсери, ајде да кажеме, нели како што спомнавме, Елон Маск, па Бил Гейтс, добро, Бил Гейтс е против. Еве сега гледам, Джордан Белфорд го спомнавме, тој е против. Фудбалери, значи, Бекам Джуниор, и тој се меша? Арон Роджерс, сите Меси, сите имале инвестирале. Да, огромни пари. Еве гледам, и од раперите, Snoop Dogg не се срами да експериментира со NFT проекти, Мет Деймон, Мила Кунис, значи огромна плејада на... Ама чекај, токму тоа влијае. Ама не влијае. Па јас би рекол дека овие луѓе се платени тоа да го кажат. Апсолутно. Замисли како добро звучи. Оние кои рекламираат пирамидата. И сега да биде дотолку поиш. Вие стварно на фудбалер кој просек имаат четврто оделение, му верувате со вашите за пари. финансиски трансакции. Мислам да се разбереме сега. Свака час добро шутираат топка и Меси и Бекам на времето и сите тие. Да. Сега, на Snoop Dogg иднината на моите деца да му ја подарат. Добра музика има свака час. Или Мила Кунис, што е? Или Мила Кунис. Знаеш, или Мет Деймон. Во секоја суштина, која најголемиот мозок на светските финансиски пазари, Ворен Бафет ви вика, немојте, не си играјте, луѓе. И тоа во многу наврати Ворен Бафет тврди, јас не можам да купам во нешто што нема вика никаква реална вредност и не можам и прајте си вика вие пари, ја у ова нема да влезам. Така. Буквално со тие збори, окей, вика прајте си вие пари. Ова тема нели ние ја кажавме и ја мислам дека тоа е битен елемент кој што можеби вака не делува важно, меѓутоа таа реклама или пропаганда кој што се прави на криптопазарот и на самиот биткоин, има за тоа дури да кажеме и документарни филмови и така натаму кои што се занимаваат како на пример со таа проблематика, меѓутоа се во основа чиста реклама. Сега на пример има еден Таземани Електрик, тој околу биткоинот ја зголемува целата конспиративност, значи го прави дополнително интересен. Меѓутоа нели кога ќе погледате вака и на крај кога гледате заклучок, ќе видите дека суштина
само една добра реклама за биткоинот. Така да Но има како и што еден кажа? куп други освен биткоинот има и други Да, криптовалути, има. многу, не. Јадници. да. Видите, веројатно со А текот тек на време тоа- делки исчезнат. Добро сега, еве вие вложувате една памет, јас не ги не знам за биткоин и за етериум. Еве сега знам. ја ќе кажам етериум, за разлика од биткоин, еве сега не расте нешто толку многу, иако порасне и он. Колку му е цената на етериумот? Па $3.500 мислам дека е во моментов. Еш, баш сега ќе проверам. Добро. Види Па тоа на е огромна линија. разлика со биткоин. Да. Да, но почетната точка е различна. Знаеш, еве ти 3140 во последната од почетокот на годинава до сега се движи од 2000 до 3000 од прилика, не е некоја голема дискрапанца од моментот од кој мене ме прашуваат дали сум имал биткоин, криптовалути. Од моментот од кој ја прв пат слушнав за етериум на 30 ноември 2018 година, тогаш беше 115. Па добро, Еден сега е околу етериум. 3000, тоа е добро. Да, значи сега Но Бојан Предходно Велики кога исчезна беше дел од нив. обичен токен и кој исто така јас слушнав за него, тогаш беше 10, 12. Но Но не сега ми е да се јасно. разбереме, Ајде. Етериумот за разлика од биткоинот има некаква реална примена. Каква? Врз база на тоа блокчейнот, Аха. врз база на кој се базира етериумот, не се користи за трговија, но се користи во технологија. По истиот блокчейн систем, например, се програмирани електрични возила без шофер, без возач, што се има некаков смарт систем во себе, во тој блокчейн кој е различен од оној блокчейн на биткоинот, кој има технолошка примена која навистина постои. Ме сваќаш? Добро, сега ова излага дека етериумот е посигурен од биткоин. Па и кога ќе видите флуктуацијата на цената, вие ќе видите дека многу ретко се случило вие да вложите многу пари наеднаш да ги Добро, овдека насетувам еден вид на позитивен пристап кон етериумот од тебе, меѓутоа повторно е истата шема. Истата шема, да, никој тоа Да не не се лажеме. Се ме збуни Цветановски, вие велите некои од нив ќе исчезнат. Да, Што значи тоа ќе исчезнат? Сте вложиле пари во нив и сега? ќе падне вредноста, односно ќе падне интересот за самите. И И И се. сега јас сакам пластично. Сум бапнал 2000 евра, што ги немам, во некој си, дај му го името, не е етериум, кажи некој друг ги злате. потрошиме парите, што ги даваме ние тебе тука. Еве, и ги вложуваме во некој етериум. Дај некој трето име на тие, некој си, и тој ќе исчезне. Како ќе исчезне? Па со губење на интересот за него, падне неговата вредност нели постепено од 2000 да кажеме падне на 100, одредено време може би ете, вие ќе го држите, кога ќе се откажете, ќе го продадете и поред моје мислење самите трошоци на одржување на таа криптовалута ќе станат поголеми од Отколку незината вредност. незината, да. Како се викаше оној коинот што играше со него Елон Маск, Dogecoin беше? Па, не знам. Да. Тотално луда работа, ова е. сега, ама што се деша? Ама ова е тотално луда работа. Имаше пред неколку години, значи Dogecoin да, со лисичето. Сега слушај го, сега извини, биди тука, сега е 0,3 мислам. Или Shiba Inu беше, некоја беше таква луда, еве, all time. Имаше Елон Маск, купуваше Dogecoin, вика ова ќе расте, ова ќе дроби, и порасна од, пази го сега, од 0,04 за еден коин, порасна на 0,5. Тоа се Многу огромна разлика. Да, значи, да. тоа е као ти да вложиш денар и да добиеш 5000 денара. Да, Од еден денар Страшно, вложен. да, Ме разбираш, да. ако вложиш 5000 денар, можеш да замислиш колку ќе. Ама тоа е повторно затоа што Маск рекол ќе дроби, така? Не, и Маск го пумпаше и после порасна до огромна 0,6 стигна. Добро. Значи за 1000 пати мислам дека отиде или за 10.000 пати, не ме фаќајте за Добро, тоа. да, не И е бит- после Маск рече си ги продаде своите и рече ова ќе паѓа нема врска и наеднаш после пак се врати на 0,03. Па чека, И сега, ова тоа е изгледа тоа. дека Маск е не шпекулатор, него... Значи не, дека Маск ограбува дебили. Да, да, ова да, значи, сега, да. значи кој го следа. Но тоа не зборува Потоа- баш убаво за човекот кој што Потоа е... дојде ситуација сега кога победи пак Трамп, се качи од 0,07, отиде пак на 0,4 сега. Аха. Затоа што повторно Маск се поврзува со ова. Овој Dogecoin
Ако биткоин нема никаква реална примена, ово нема ништо. Како да ти објаснам? И сега, само благодарение на тоа што Маск одлучил да го пумпа и на дебилите да им ги собере парите кои ќе отиде горе, само поради тоа расте ова чудо. Да, тоа е тоа што го зборувавме. И ова е легална пирамидална шема, во која што ти можеш да ограбуваш кретени, без да идеш у затвор. Па нема кој да не може да докажеш дека Маск ги ограбил или било кој. Ама така. он ги вложил парите. Ама не можеш да докажеш. Отишол на тук грб ги качил пута 1000 неговите Него пари. мој додено до пари без Златев. Не знае колку пари има ликот. Па сега што да му правиме? Има такви болесници се. Не разбирам, ако После имаш емисија- толку пари, кој ти е После проблем? емисија ќе ти кажувам за еден лидер на македонска политичка партија парламентарна. Што правил? Ќе сватиш дека понекогаш не е ни се упари, луѓето едноставно се мрднуваат во одреден. Добро, Бојан, ти благодариме за денеска. Доста е Одлично шоу, ја мислам супер. дека треба еднаш месечно Бојан да ни гостува. Значи, ова се работи кои што се навистина интересни и треба да се знаат, затоа што луѓето лесно влегуваат во замката на брзите пари, што не се баш така едноставна, а човек кој што има задача секој ден 24 часа дневно да ги следи овие работи, секако одличен соговорник на Па темата. не, види, сега на крајот од денот, Бојан што ги познава работите многу подобро од сите овие инвеститори кои не слушаат сега. Инвеститори, да, и со наводници. покрај сето тоа, за плата работи во една институција. Така да е Сега будала ја што не кажуваме вложил, која е, да, нели, да, да направиме апсолутно. проблем. Финансиска институција. Замисли што он глупе да не може дома да си седи, да лежи и да прави пари од До сега да вртеше милиони, да, апсолутно, Знаеш, да. он е класичен пример дека се ова е една голема измама. Да, но многу луѓе ќе не пцујат за оваа емисија, сигурен сум, затоа што има многу фанатици и оптимисти кои што веруваат дека таа приказна држи вода, но да сме живи и здрави, нека пробаат тие што можат. Им посекуваме среќа, нека ви е со среќа, што би рекол премиерот Христијан Мисковски. Останете со 98,1.